Почитувани. Силна држава е онаа која има силна младина. За силна младина потребна е уште посилна поддршка за младите да застанат на цврсти нозе и да придонесуваат за нашата држава. Во таа насока, владата на Република Македонија продолжува со донесувањето на мерки и реализација на проекти кои значат подобрување и олеснување на животот на младите луѓе. Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, како најголема младинска организација во општина Прилеп, ги поздравува најновите проекти кои ги најави премиерот Никола Груевски. Од 1 јануари 2016 година, сите редовни студенти од државните универзитети ќе можат да користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Мерка што значи поголема мобилност и повисок студентски стандард. По примерот на успешниот проект Слободен четврток, со кој студентите имаат можност бесплатно да ги посетуваат културните настани, од 1 јануари 2016 година истата можност ќе ја имаат и средношколците преку проектот Средношколска среда. Овие проекти се најновите во низата проекти и мерки за подобрување на животот на младите. Од 1 јули 2014 година, младите до 27 години имаат бесплатен превоз третиот викенд од месецот, како и попуст од 50% за карта за железнички превоз за учениците и студентите, а секој четврток бесплатно патување за студентите. Приоритет на владата и локалната самоуправа, предводена од ВМРО-ДПМН, е вложувањето во образованието на младите. Во таа насока се воведе задолжително бесплатно средно образование, се изврши реконструкција на училишните згради, како и бесплатен превоз за средношколците. Студентите добија сериозно намалување на партиципацијата на државните универзитети, како и најквалитетни книги и учебници, од кои се учи на 10-те највисоко рангирани универзитети низ светот преку проектот 1000 книги. Отворени се дисперзирани студии и факултети во повеќе градови, а за студентите кои ќе се запишат на првите 100 светски рангирани универзитети се обезбедени целосни стипендии. Со проектот Македонија вработува, кој започна пред 7 месеци, младите се опфатени во посебна група до 35 години. Досега вработени се 3900 млади лица до 35 години или само во Прилеп преку овој проект се вработени 356 млади. Овие проекти се доказ дека владата предводена од ВМРО-ДПМН секогаш се грижи за младите и дека добрите идеи и предлози ги претвора во реални проекти. Токму затоа ги повикувам сите млади луѓе кои се уште не ги доставиле своите идеи и предлози за новата програма на ВМРО-ДПМН 2016-2020 да го направат тоа на поставените штандови или во просториите на општинскиот комитет. Заедно ја градиме нашата држава. Заедно придонесуваме за подобро утре. Заедно пишуваме иднина. Ви благодарам.